Нашиот модел е хибриден од стартот на учебната година и може да истакнам дека е стабилен. До денеска никакви поместувања немаше во состојбата на континуитет на одржување на образовниот процес, но исто така и заштита на здравието и на наставниците и на учениците, а со тоа и на јавното здравје. Што кажува дека изборот кој што нашата држава го направи за овој хибриден модел на действување на образованието покажа успех и за регионот и за светот, може да истакнам. Што значи дека ние во моментов како Комисија за заразни болести, Министерство за здравство и Министерство за образование и наука одлучивме и второто полугодие да го започнеме на истиот начин како и првото, што го завршивме првото полугодие. Се додека нема друга промена на ситуацијата, до тогаш остануваме на истиот модел. Доколку има промена и имаме дозвола од Комисијата за заразни, понатаму може да дискутираме за истото прашање, но за тоа благовремено ќе биде известена јавноста. Во овој момент дискутираме дека овој модел треба да остане во пракса. Секоја општина има можност да го организира образованието на свој начин во овој дел и тоа беше и препорака на Комисијата за заразни болести. Доколку имаат соодветни услови, имаат капацитет и човечки потенцијал, заради немешање на групите може да го постават и општини имаше кои што тоа го постави уште на почетокот.